Добар ден и од мене. Чест и задоволство е да се биде дел од да се направи нешто ново, да се започне нешто ново. Посебно кога знаете дека тоа кое што го почнувате ќе значи подобри услови за работа, подобри услови за растење на тие дечиња кои што во основно училиште дека го поминуваат оној прв образовен дел од својот живот, заедно со градоначалникот, заедно со општината, заедно со надлежните во владата, заедно со пратениците од овој регион, заедно со Охриѓани, го започнуваме овој проект кој што многу значи. Јас сум навистина горд и среќен што сум дел од овој почеток, од оваа спортска сала. Градоначалникот има прилично амбициозна агенда, самиот кажа дел од проектите кои што се веќе во процес. Инаку вредноста на овој проект е некаде околу 30 на милиони денари, плюс булеварот кој што подоцна ќе го посетиме, над 40, мислам дека беше околу 42-3 милиони денари, плюс повеќе наменско игралиште и така натаму, заедно со училиштето кое што се работи, еден навистина импозантен инвестициски циклус и дополнително сега со ребалансот ќе бидат предвидени средства за општините и за нови проекти за до крајот на оваа година. Подготвени се од општината проекти за следната година. Така што тоа што со децении не било работено овде во Охрид и низ Македонија ќе биде сработено сега. И навистина сум горд што можам како председател на владата да бидам дел од сите овие почетоци. Се надевам дека наскоро денеска ќе бидам дел и од завршувањето и пуштањето во употреба, бидејќи на крајот од денот тоа и е важно. Не ни останува ништо друго освен тоа што го ветивме пред граѓаните, тоа и да го исполнуваме. Ќе продолжиме и понатаму. Помина 3 недели од како е избрана новата влада. Работиме навистина многу, даваме се од себе. Состојбата која што ја наследивме да не биде како изговор е алармантна, е многу лоша. Но не треба да се жалиме. Тоа е што е, проблемите се тука и за проблемите треба да се нудат решенија, проблемите треба да се решаваат. Подготвени сме, мотивиран е целиот владен тим, така што продолжуваме и понатаму да ги решаваме проблемите и да работиме на нови проекти како што е овој овдека во Охрид. Му благодарам на градоначалникот што посветено работи, благодарам на општинската администрација, уште еднашка благодарам на советниците. Многу ни значи поддршката. Наше е да продолжиме да испорачуваме заедно со нив. Ви благодарам. Ако имате прашања, стојам на располагање. Пример посетата на Вашингтон од економски и политички аспект? Па беше посета која што имаше интензивна агенда. Јас би ја оценил како исклучително успешна. Посета во која што соговорниците имаа можност да видат поинакви политичари кои што доаѓаат од тука, не политичари кои што на све велат да, подведени, се соблазнуваат со соговорниците, туку политичари кои што имаат јасен план, го представивме нашиот план, кажавме што се нашите приоритети и како граѓани, и како држава. И мислам дека од другата страна добија информација за тоа што досега не го слушале. Ќе повторам, ние нема да бидеме политичари кои што надвор за се вика да, ја држат раката на срцето, со подведена кичма. Напротив, достоинствено ќе ги браниме нашите интереси. За нешто ќе се сложиме, за нешто нема да се сложиме. Тоа е она кое што е наш приоритет. А тие политичари кои што надвор за се викаат да со подведена кичма, во едната рака мафтаа со знамето на НАТО и со ЕУ, а другата го ограбува народот и државата. Ние тоа нема да го правиме. Ние немаме намера македонските граѓани, ниту Македонија да ги ограбуваме. Напротив, мора да владае правото, мора институциите да се функционални, мора политичарите да бидат слуги на граѓаните во рамките на можностите. Се разбира колку што тоа се може. Заврши времето кога имавме неколку срекни политичари
и стотици илјади несрекни граѓани, сега треба обратно да биде работата поставена, сосема спротивно од тоа што беше до сега. Принципот како до сега заврши, сега треба да имаме изморени владени официјални лица и градоначалници и носители на јавни функции и стотици илјади срекни граѓани. Тоа е политиката која што ќе ја гледат. Тоа е патриотскиот чин и тоа е начинот како се сака државата, како се работи за граѓаните. Нема друг начин. Ако ја сакате Македонија, тоа е начинот. Добро да работите, кога ќе добиете шансата, честно, искрено, тоа што може, може, тоа што не може, не може, треба да се каже. Не да ги проблемите ставаме под тепих, па да чекаме некој друг да ни ги реши, треба да влеземе во костец со решавање на тие проблеми. Амбициозна е агендата, така и ќе продолжиме и понатаму. Пожарите беснеат, најавте помош од повеќе држави, имате комуникација за каква помош станува збор? Па да, за разлика од како до сега кога користеле алтернативни методи на повикување дожд и слично, кои што ќе се справат со пожарите и огнената стихија, претходната влада, сега оваа влада, веднаш по доаѓањето, видовте, двајцата министри се упати одма на лице место, заедно со директорот Ангелов, да работат на смирување на стихијата, огнената. Веднаш побаравме и дел од таа подршка денеска е пристигната. Од Турција се пристигнати 2 воздухоплови авиони и 1 хеликоптер. Двата воздухоплови веќе работат на смирување на огнената стихија во атарот на општината Ново село. Хеликоптерот сега се упатува во Неготинскиот крај, на планината Серта. Очекуваме помош и подршка од и тоа само во воздухоплови. Друг тип на помош и подршка во овој момент не е потребна, бидејќи станува збор за непристапни региони. Очекуваме иста таква од Србија, од Црна Гора, од Словенија и цениме дека веќе во текот на утрешниот и денот после утрешниот се тоа ќе биде ставено под контрола, да бидат спокојни граѓаните. Ја контролираме целосно од вчера ситуацијата, денеска имаме засилување во воздухоплови кои што ќе можат посебно во делот на Ново село да црпат ресурси и вода од Дојранското езеро. Така што имаме план во текот на, ќе повторам, утрешниот и денот задутре најдоцна ќе биде работата целосно под контрол. Премиере, ваш коментар за интервјуте на американската амбасада Трагеле за Алсат, која што зборуваше за реформите во судството, дека нели ниска е довербата и во која вели дека одлуките кои се носат во судскиот совет и во која било друго тело во рамките на судството се одлуки само началниците на оваа земја. Предпоставам, мислеше и на изминатиот период, на минативе години. Како не разбирам? Значи, одлуките кои што се носат во судскиот совет и во кое било друго тело во рамките на судството се одлуки само началниците на оваа земја. Одлуките кои што се носат во тие две институции, судскиот совет и советот на јавни обвинители, се одлуки на лицата кои што се дел од тие институции. А предлозите до сега доаѓале од дел од влада, дел од кабинет на председател, се бирале во собрание и така натаму и така натаму. Ако збориме за лицата кои што го сочинувале тоа. И така како до сега, 2% е довербата, како што вика и амбасадорката. И јас тоа го кажувам секаде. Значи не ја бива работа. Не е добро. Граѓаните не го добиваат тоа зашто плаќаат. Овие имаат плати илјадници евра, а граѓаните се чувствуваат обесправени. Дека не владе правдата, дека криминалци стануваат херои, слободни граѓани, без разлика дали се тоа политички или друг тип на криминалци, затоа што имаат некаква спрега со овие како до сега. И затоа ние предложивме решение. Тоа решение видовте од овие кои што до сега имаат 2% рейтинг, јас да имам 2% рейтинг, ќе се заменев од оваа работа, ќе се задимав со нешто друго. Значи не ме бива. 2% граѓани ако мислат дека позитивно си ја работам работата, си одам од овде. Не ме бива. А тие велат не, ние добри сме, ќе земаме плати илјадници евра, а држава ќе тоне во криминал и корупција. За волја на истината, сега некако како да овие 2-3 недели гледам и на криминалци малку им станува страв, и на овие политичкиве и на овие другиве, затоа што знаат дека нема веќе како до сега. И сега ние велиме ајде да смениме работава. Што предложивме ние? Да ги распуштиме, да го смениме законот, ако е потребно и уставот, и наместото на овие што имаат рейтинг
од 2%, самите обвинители суди, не владата, не парламентот, не председател, самите обвинители суди да се изберат своји представници во овие две институции. Тоа беше нашиот предлог. Тоа најде на отпор. Кој создава отпор? Тој кој што не му одговара промена. Тој кој што е навикнат на принципот како до сега. Тој создава отпор. Еве, ние толку можеме. За тоа не гласале 600.000 граѓани. Сме излегле со ова пред граѓаните, тие не гласале и сме добиле гласови. Ние за таа програма јас можам да стојам, јас не знам друга програма. И затоа им реков, добро, еве кажете како. Тие експерти, сите кои што се против ова, нека кажат како само да биде подобро. Спремни сме да разговараме, спремни сме да прифатиме, само да биде подобро. Не сакам да ми бараат средби нити обвинители, нити судии. Еве, ми бараат средби, не сакам, нема да примам никога. Не ми треба тоа. Треба само за тоа што се платени. А ги плаќаат граѓаните од тешко заработени пари преку даноците што ги плаќаат. Треба на нив да им служат, не на мене. Немам потреба јас. Нити имам браќа, нити братучиди, нити било какви други интереси, кои што имаат интерес од суството. Нити имам намера како влада да владееме на тој начин што преку суди и обвинители ќе вршиме политички притисок. Немаме, не сакам. Сакам правда. Сакам за тоа што се платени, тоа да го испорачат. Ете, тоа е она кое што јас го сакам. Зборуваше само што за неквалификуваниот кадар во секоја влада, вели, мислам дека не е прва влада и нема да биде последна каде гледаме министри или функционери кои не се квалификувани за одредени позиции. Па не знам сега конкретно за кои се тие министри кои што не се квалификувани за одредени или функционери за одредени позиции. Јас сум задоволен од тоа што го добивам во овие 3 недели од луѓето кои што се дел од владиниот тим. Ќе видиме за понатаму, граѓаните се тие кои што даваат суд на избори. Нити ние политичарите, нити било кој друг треба да дава суд. Граѓаните се тие кои што на избори кажуваат дали е некој добро работи својата работа или не работи својата работа. Така што ќе видиме кога ќе дојдат избори, првиот тест ќе биде до година, отприлика ова време ќе дојдат локалните избори. Граѓаните ќе кажат дали ние добро сме работеле, дали градоначалниците добро работеле или не работеле добро и ќе кажат. Тоа тие се изворот на демократијата во оваа држава. Едно прашање околу ребалансот на буџетот, најавивте дека заемот ќе биде над 1 милијарда. Зошто овие пари не се искористат за враќање на старите долгови, каде што имаме многу високи камати и ќе дојде да се платат 2 милијарди, наместо да се користат за општините? Видете, ако ме прашувате за средства кои што се договорени, овие 500 милиони евра, тоа е практично специјална економска соработка која што ќе имаме на ниво на влади со Унгарија. И тоа е практично еден вид на соработка која што не е ограничена. Жалам што прочитав во медиумите одредени коментари од одредени политичари, вели вети милијарда донесе 500 милиони. И сега јас велам вака, ние ветивме милијарда, донесовме повеќе, но тогаш кога е потребна. Сега во моментот ни се потребни 500 милиони евра. Зашто се потребни тие 500 милиони евра? Тие 500 милиони евра се потребни, 250 милиони евра се потребни за, да речеме, општините и да ги финансираме нивните проекти, што е многу важно за граѓаните, затоа што тие сакаат да почувствуваат вистински проекти, доста им се приказни, и тоа ќе биде со ребалансот усвоено. И 250 милиони евра под истите услови сакаме да ги дадеме на бизнисот, на фирмите. 250 милиони евра се за бизнисот и за фирмите. И велиме, еве, 250 милиони евра за бизнисот и за фирмите, бидејќи условите кои што тие ги имаат на пазарот се најмалку 2 пати полоши. 6,5-7% камата, без грејс период, пократок период на отплата. Практично, денеска е доведен така системот во бизнисот да добива кредит само оној на кој што не му треба. Тој што не му треба кредит, тој добива. Тој што му треба не може да добие, бидејќи од сертификат за раѓање па до последно му бараат за жал, кога ќе поднесе барање за кредит. Еве, ние велиме, еве, поддршка од нас е ова. Како држава, како влада, веднаш на почеток
Оврската која е ваша? Оврската ваша како бизнис е барем уште толку да имате средства кои што на овие 250 милиона вие ќе ги инвестирате. Тоа се половина милиарда инвестиции. Да обезбедите годишно најмалку 5000 ново вработени и да обезбедите раст на вашето производство 5% над стапката на инфлација. Под истите услови. Тоа е обврската која што ќе бараме од бизнисот. И мислам дека е нормално, дека партнерство подразбира две страни. И двете страни во целата оваа работа да влеземе, затоа што ако влезе само владата во вашиот бизнис, зошто владата би верувала повеќе во вашиот бизнис отколку вие самите? И ние велиме, еве барем вие половина верувате во вашиот бизнис, ние уште половина ќе веруваме. И вие ќе имате инвестициска активност која што ќе го зголеми обемот на вашето работење, а на нас ни е важно да имаме зголемен домашен производ. И сега тоа одредени структури ги плаши. Од опозицијата викаат сега овие ќе бидат многу успешни, што ќе правиме ние на локални избори, ќе треба четврти председател да бираме после локалните избори. Па после пети, после 2028 и они сега за тоа се плашат. И сега они викаат, леле, сега што правиме ние, како ќе одиме на избори. Што се несува до скапите задолжувања од минатото, нека почекаат, затоа рековме ова е рамка. Тие онма се избрза со критика, вети милиарда донесе 500. Сега се 500. Имаме обврзница, која што ја земаа под ултра лоши услови, се сеќавате оние подпис, па не подпис од страна на министри, така натаму, као што се губеа милиони евра. Но таа доспева 25 јануари. Зошто сега да земеме 500 милиони евра, па да плаќат граѓаните камата? Кога можеме во јануари? Отворена ни е рамката. Отворена ни е рамката. Зошто сега да плаќаме 10-15 милиони евра, ќе направиме вакви сали уште 30 у Македонија? Зошто ги трошиме тие пари? Мора да имате концепт. Со пари сите знаат. Идејата е од ништо нешто да направите. Ако имам пари, лесно е, ќе се викаше ова, предпоставам, Швајцарија и се ќе беше поинаку. Поентата е од ова ништо што ни го оставија да направиме нешто. Е тоа го правиме ние се. Се мачиме да обезбедиме повеќе. Сакате велат дека со оваа позајмица специјална финансиска соработка ќе сме станали зависни другари. Ваш коментар за изјавата на Филип Чеп. Па добро, сега јас гледам дека таму се надпреваруваат кој да биде појак и пожесток во плукањето кон мен и кон владата од претендентите и од новоизбраниот председател на СДСМ. Тоа е фолклор, внатрешен нивен, јас не би го коментирал. Оваа држава, како што вели тој, може да биде зависна само од своите граѓани. Додека јас сум председател на владата, никогаш нема да дозволам да зависиме од некој друг. Можеме да зависиме само од граѓаните. Тие не плаќаат и за нив работиме. Плата земаме од буџетот кој што го полнат граѓаните. И имаат тие полно право да ни кажуваат што да работиме и ние ќе им кажеме што можеме, што не можеме. Додека сум јас, ќе повторам премиер, никогаш нема да ја доведам Македонија во подредена положба и никогаш нема да зависи од ниту еден друг суверен освен од граѓанин.